Добар ден, ученици! Денеска на овој час ќе се потрудиме без реквизит да изработиме вежбички, но ќе вклучиме едно помагало кое е многу инвентивно како решение во домашни услови и во услови, например, кога сме во сала, меѓутоа се најде некој да е во некој случај повреден, со некој воспаление или некој дел од тело да е речено со намалена функција, во секој случај ѕидот како помагало може да се искористи многу добро за вежбање, но секако дека и ако сме тотално во форма, исто така може вежбите да бидат многу интересни, многу инвентивни, корисни, а подоцна се преминуваат и без употреба на ѕидот. Како што кажавме, почнуваме од загревање, потоа на стегнување, па вториот дел од часот, односно главниот дел од часот ќе го подржат другите 20 колеги и лабавање на крај. Почнуваме со прва вежба, ќе пробаме да го искористиме ѕидот. Ако низок джог го работевме без никаков реквизит, сега почнуваме да речеме дека сме со некоја болка, воспаление или имаме повреден скорчен зглоб, го користиме дзидот за подпирање, за да можеме веќе полека да се воведеме во час, односно во движење. Овде ќе искористиме не повеќе од 30 на секунди, колку да почувствуваме колку сме далечени од ѕидот, дали е тоа на едно дофатно расстојание од една рака, за некој може би поблиско кој е поповреден или речеме да не е толку во форма. Сега, ако сакаме да продолжиме во висок џог, а сакаме да усовршиме добра техника, пробуваме од стоење, чекор по чекор, нога по нога, десна по лева, подигнување високо коленица, значи кон гради да оди и полека убрзуваме до темпо кое што нас ќе ни одговара, за да можеме да изработиме 20 до 30 секунди. И сега го попри на дзидот. Мала помош, додека друга ситуација е без дзидот. Помага, но одлично се работи со нож. Ке стигнеме малце, може да земеме едно длабоко вдишување, издишување. Сега, интересно во домот, покрај онаа мерки за висина, доста добро да се мери скокалноста, скочноста, одскокот во височина, како сакате. Ако сме до врата, на врат да имаме некоја белега ќе поставиме или ќе се потрудиме со некој липче што се она само лепливо, да пробаме со една рака, например со лева рака, да допреме и да го ставиме. Може би тоа да ни биде ориентир за следните 10 скока до каде да одиме. Може најизмедично, лева, десна, допри на ѕид. Може и без, само да се допре. И 8 до 10 повторување е одлично. Ова за дишување е одлично. Кажува дека се загреваме, дека се воведуваме во работа, во физичка активност. И уште една вежба ќе дадеме, да речеме суножни скокови со двете раци истовремено да допреме до истиот маркер или нешто повисоко или пониско кое како може. Ево. Одлично, сосема доволно. Преминуваме на следниот дел од часот, подготвителен или вежби за стегнување. И сега нормално тоа ќе има малку динамични, малку статични вежби, но сепак ќе се потрудиме да го искористиме за допрење на едно дофатно расстојание, расчекран став. И сега со благ отлот спротивна рака, може до прстен чисто за ориентир и потоа има со дланка. До 8 минимум, кој може 10, 12, зависи како брзо изведува. Се вртиме спротивна рака, запазуваме дистанца од една рака и продолжуваме. Дишење секако треба да се синхронизира со
движењата и оваа вежба да ја отежнеме, да ја усложниме, можеме на едно стопало подалеку од претходното со двете раце од надрачување, одиме во оп, оп. Одлична вежба. Зидот е супер ориентир, да не се на крај кога ќе дојдеме до увинување, да не се оди напред или назад, туку дава правец ориентир каде точно и правилно технички да изведеме вежбата. Одиме за спротивна. Супер, таму одлично ги раздвижуваме рацете, рамениците, веќе се доста загријани и одиме сега на, да речеме да го искористиме во исто став или положба, меѓутоа затвориме во став споен, рака во надрачување и одиме. 2, 3, минимум 8 до 10. И една страна. Отлично. Од овде следна вежба, речеме затклони, увинувања, односно на не уводи во некој мост, речеме на еден чекор, на едно метро. Може паралелен став, раце во надрачување, полека, назад и сега дизот ние точно ни помага. Оп, може една па друга, а може двете истовремено. И така натаму, или полесна варијанта, лева, десна, лева. И пак назад, десна. Исправање. Одлична вежба. Да се помогне малце со зидот, да успееме да направиме вежби за истигнување. И во секој случај многу корисен кога сте изморени, кога сте со некој воспаление или имате, да речеме, болки во одредено тело, одличен помагач. Во одстав споен, можеме со слободната рака, во наш случај десна, потфатување на позади на стопалото, пристигаме предната ложа, истегнуваме и буткаме со колкови кон напред. Иста ова вежба, стартуваме и туркаме кон напред. Сакаме да продолжиме на предната ложа, ќе покажеме вежбата подоцна во седечки став и сега одиме од стоење, рака во надрачување и заедно предрачено и премножно да се допрат рака, иста нога. Вртиме спротивна страна, рака во надрачување и одиме. Може уште една вежба по стоење, од расчепен став, може и на поголемо растојание од зидот, расчепен став, имаме задна ложа, се пуштаме напред, и сега може да стиснеме. Овој вториот дел е за горниот дел од грбот и рамениците, а првиот дел е за задната ложа. Одиме уште еднаш, 7-8 секунди, се пуштаме и одлично. Продолжуваме на подот. Еве да речем со десната нога, се tukуваме позади колку ставаме стопало, подпред зид и настојање. Сега. Исправаме тело, за да се ни стисне предната ложа. Колку сакаме да тежнеме, одиме поблиску кон зид, уште, сакаме уште поблиску кон него, или повеќе да истегнеме, уште поблиску со колениците.
Мора се него на прямото стапало да дојде скоро во прав гол. Мируваме нога, поставуваме позади и справаме за почеток. Доволно е да почувствуваме дали е добро, малко баланс, да оцениме дали сме добро поставени, сакаме да усложниме, да отежнеме 10 сантима назад. Што? Сакаме уште повеќе, потешко, уште поназад, но мора да внимаваме да се справиме, да одиме кон зидот да почувствуваме ефектот врз предната ложа. Доколку сакаме уште една вежба за задна ложа, а да го искористиме зидот, постав споен, одиме додолу. Меѓутоа сега, покрај после 8 секунди, 10 секунди, ако сакаме потешко, идеме 2 до 3 см назад, па пробуваме, дали воопшто ќе можеме. И кој може, уште поблиску, сега ќе пробам јас, се така до зидот. Оке. Мислам дека ова беа одлични вежби за загревање и стегнување. Оно што ќе го кажеме, а е важно за вториот дел од часот, е зидот, битно да се најде 1 метар на 2 метра зид, колку што е долната површина подлогата за вежбање, толку да биде на зидот, или доколку има недостапен зид во нашиот дом, тогаш вратата на собата, на просторијата во која што вежбате, може да се искористи, бидејќи таа е метар на 2 и нистата врата, која што дека успеавме да представиме на зид, може да ги изведете овие вежби. Продолжуваме со главниот дел од часот. Ќе направиме неколку вежби за зајакнување сега. Во прв план ќе ни биде безбедноста, значи ќе внимаваме на безбедноста од овие вежби да не се повредиме. Например, доколку вежбаме на врата, ќе внимаваме да не случајно не влезе некој или отвори вратата, ако сме потпрени, па да паднеме или се повредиме, треба да ги известите другите или да заклучите едноставно за да нема таков тип на изненадување. За првата вежба нема да ви треба подлога, ќе внимавате само да не се лизгате, за некои од вежби ќе ви треба некоја мека подлога да легнете надолу. Да започнеме со првата вежба. Полесно ниво е да почнете подалеку, значи вака, и да се качите нагоре. Потешко ниво е да почнете поблиску до зидот, тука, и да се исправите нагоре, и се развира така, може да отежнете и да направите на идеално ниво за вас неколку спуштање и качување до доле и така да се качите нагоре. Така, одморете малку, да се врати циркулација, нема да се чудите, да добиете црвено на лицете заради обратната положба на телото. Дишуваме, издишуваме. А сега ќе ви треба мека подлога, некоја кебец или подложка за вежбање, зашто ќе ги правиме вежбите, лежешка положба на грб. Полесна варијанта, значи подигнување со две нозе, кај што високо ги криваме колковите. Потешка варијанта да се работи со една нога, значи едната нога ја одделуваме од зидот, таа е слободна, активна ни е она нога што е подпрена од зидот. И со другата нога, значи гледате ова нога е неактивна, за да остане тежината само на едната нога. Малку ги лабајме нозете, одиме потоа, со странично поставување до зидот, тука, и поставеност на дланка е по тешко ниво, ако сме поставени на подлакtica, е полесно ниво. Допираме полека под контрола, целото тело од едната до другата дланка и грбот да бидеме подпрени од зидот. Супер. Ако може да направите барем 5-6 повторувања, би било одлично. Не е толку лесна вежба.
малку одмор. Ги лабајме рацете и нозете. Земеме воздух длабоко. Вдишуваме. Пополека издишуваме надолу. Ги лабајме рацете. Ке ви треба сега да внимавате да не ви лизгава подлогата за стапалото. Може да вежбате нели во патики, може да вежбате и боси. Едноставно ќе внимавате да не се лизгате, за да, нели кажавме, случајно не се повредиме. Поблиску може да започнете. Некој идеална положба би било, некој 1/4 или 2,5-3 стапала за почеток за вежба, го подигнувате стапалото погоре и гледате да се спуштите со коленото долу. Пример, гледате дека ви е лесно, одите понапред и по можност правиме минимум 5-6, па и до 10 повторувања, ако некој веќе чувствува дека може и ова му е лесна положба. Одмараме 10 секунди, земеме здив, па се префрлуваме на другата нога. Значи исто така може да почнете пополека, ако веќе знаете која ви е положба, а потоа одите на вашето идеално ниво. Тука може да работите со различни положби на рацете, но избегнувате да се помагате со рацете. Тука положба на колкови, положба напред со раце. Тука. Ще го повторуваме. Колку подлабоко се спуштате, толку е потешка вежбата. Колку помалку се спуштате, толку е полесна вежбата. Исто така, за слековите на зидот, колку сте поблиску, толку е полесно нивото, колку се далечуваме, толку е потешко ниво. Многу е битно, кога ќе започнете, да ја адаптирате и положбата на раце. Значи, ако сте почнеле близко, и ако се далечите, да не ги оставите дланките вака, за да не дојде движење со глава, туку ќе треба да ги спуштите дланките подолу. Значи, од овдека, тоа би било тука. Префрлате тежина на прстите од стапалото и се спуштате. Телото се трудите да го држите во права линија. Ако ви е лесно, одите подалеку, исто ги спуштаме малку дланките. Вдишуваме кога се спуштаме на кацилот и снажно издишуваме кога се подигнуваме, односно туркаме од зидот. Малку одмор. Ќе го најдете вашето ниво да направите барем 5 до 10 повторувања, а ќе направиме пак една малку потешка варијанта од секој. Во меѓувреме се префрламе на работата со нозе, се трудиме да се поставиме во аголот, хоризонтална положба на коленица, аголот е 90 степени, односно под коленицата да биде вертикална. Рацете на колкови, да не се потираме или може целосно да бидат тргнати и се трудиме да издржиме повеќе. Доколку на некого му е лесно, први ги доближува стапалата едно до друго, да бидат споени стапалата и потоа работи со кревање на едната нога, значи тежината останува само на едната нога. Еви од ова страна да видите како изгледа тоа. Ќе покажем уште еднаш. Отлично. Ги лабајме малку нозете и раците и дишуваме. Издишуваме. Одиме на потешка варијанта малку од склекови, како претходно ниво, но ја префрламе тежината на едната рака, а потоа и на другата рака. Односно, десно и лево. Значи, со целото тело одиме десно и лево. Нормално, полесно ниво е поблиску од зидот, потешко ниво е подалеку од зидот. Со пораче корен став ќе биде полесно, со споени стапала ќе биде потешко, ќе префрлате повеќе тежина. И пак ги лабајме малку раците и нозете, дишуваме и издишуваме. Така, мислам дека доволно ќе биде за денеска, ќе направиме малку само лабавење и го завршуваме денешниот час.
ќе го искористиме зидот. Значи тука доаѓаме до положбата сме споени со нозете вертикално кон зидот, раците да ги олабаиме назад и први малку да ги протресеме нозете, лесно. Так. И потоа се трудиме со прстите од стапалата да повлечеме на кај колениците, односно на кај нас. Значи, прстите од стапалата да дојдат што повеќе, ќе почувствувате истигнување во задната ложа. Одлично. Потоа ја спуштаме едната нога во хоризонтала, целосно подпрена на подот и остануваме тука 15-20 секунди со лесно, спокојно дишење. Вежба што е многу добра за било какви вежби, што се работи без разлика дали е брзина, сила и издржливост, и помага да ја пуштиме мускулатурата, се разбира и крвотокот, ако сме работиле многу вежби за нозе, да може да го повратиме, односно тежината од нозе, да ја намалиме после вакви вежби. Одиме со друга нога, значи, пак задржувам 15-20 секунди. Така. Малку се повлекуваме од зидот, лабаеме нозете и завршуваме с нова вежба. Значи, ја ставаме, скочно злопили стапалото, ја ставаме под коленицата да се трудиме да биде хоризонтално. Ако сакате да биде полесно ниво, одите подалеку од зидот. Ако сакате да биде потешко ниво, одите поблиску од зидот. Задржуваме исто, 15-20 секунди барем. Може и повеќе. Одлична вежба за истигнување на надворешната странична мускулатура на ногата. Се трудите да не ви дојде ногата вака, туку да биде хоризонтална од коленицата. Еве, например, потешко ниво, сме малку поблиску од зидот. И скочно зглобно ставаме вака, не горе, тука пониско. Задржуваме, пуштаме дишење. И така, многу е битно и пополека да станете, нема да скокате или нагло да станете. Од овие опуштени положби, разбира, мора да внимавате. Значи, кога ќе работите, некоја вежба ќе ви бара подлога, некоја нема да ви бара. Например, ако работите оваа вежба, може би ќе треба да тргнете подлогата, да не случајно тоа кебенци или било што мека подлога да не ви излизга. Значи, ќе внимавате само на безбедноста за менување на подлогата на повеќе од овие вежби. Тоа е свет за денес, ученици.